Општините од крајниот исток наголемо се подготвуваат за дочек на најлудата ноќ во годината. За најлудата ноќ општина Пехчево организира спонтан дочек на градскиот плоштад Свети Петар и Павле со прослава која ќе започне во 22 часот, а ќе кулминира со огномет на полноќ. Традиционално општина Берово пак дочекот на Нова година го организира на својот градски плоштад. Општина Берово, како и секоја година, традиционално организира дочек на плоштадот Димитар Беровски во Берово, дочек на Новата година, сметајќи дека сите граѓани не можат да идат и самите да организираат и да присуствуваат во ресторантите, ценам дека со една пригодна програма која ќе биде скромна, но сепак ќе го одбележи испраќањето на старата и доаѓањето на новата 2016 година. Сметам дека со ангажирање на еден наш домашен бенд, тоест дувачки оркестар, расположението ќе биде на високо ниво. Во самиот момент на доаѓање, тоест очекување на 24 часот, ќе имаме богат и раскошен, гламурен огномет и со тоа сметам дека граѓаните ќе бидат општо задоволни и ќе ја дочекаме 2016 година, како и другите години што сме се организирали. Во пресрет на новата 2016 општина Делчево денес организираше новогодишна забава за најмалите, а дочек на нова 2016 година е планиран и на градскиот плоштад во Македонска каменица. Општина Македонска каменица заедно со културно-информативниот центар Романса и оваа година, како и претходните години, ќе има свечано спектакуларен дочек на новата година. За присутните на плоштадот ќе има организирано покрај огномет, има топло чајче, греана ракија. Присутните на плоштадот ќе ги забавува Цар бенд. Програмата ќе започне во 22 часот, ќе трае до раните утренски часови. Инаку, освен организираниот дочек на новата година на градските плоштади, речиси сите угостителски објекти на крајниот исток се исполнети до последно место. За суми од 20 до 30 евра по лице, граѓаните ќе можат уште еднаш да ја испратат старата и да ја кажат добре дојде на новата година.